Така. А сам човек душмано да не ете. Многу тешко. Ќе седнам да јадам некако како да ми се враќат јадењето. Ќерка ми поќе ми носи јадењето. Син ми до душа и тој ми носи. С нами ќе направи, ќе ми дојди. Ама тешко. 40 години сум сама, отко ми умре човеков. 20 години отко стана тие, значи цел живот сум сама. Ама ше кеприш, тоа е животот. Ама појте во зградава, сне сами. 50 фамилии сне, значи 40 и кусур сами сне. Од медицински аспект, во рамките на нашиот проект, старите лица ги добиваат услугите за кои што во друг случај треба да потрошат енергија, парични средства за да ги добијат истите. Станува збор за мерењето на крвен притисок и гликемија кои ние како медицински лица ги обезбедуваме на старите лица во домашни услови. Задоволството од страна на нашите корисници, според тоа тие што го кажуваат, е многу големо. Според нивните искажувања, тие не мора да одат често на контроли кај своите матични лекари, да трошат пари за такси и да бидат изложени на неповолни временски услови. Но исто така се случува на терен да ние во името на нашите корисници одиме да препишеме хронична терапија од нивните матични лекари и исто така таа хронична терапија да ја реализираме, односно да купиме лекови за нив, со тоа што нели тие заштедуваат енергијата и трошоците кои што се пропратни на оваа активност за да не се изложуваат на истите. Покрај ова се случува на терен да ние ги придружуваме нашите корисници во специјалистичките амбуланти во зависност од тоа каде тие се испратени. Благодариме на Црвен крст што им е пратено на поќе места на услуга на старите осамени што сме. Имаме фамилија ние. Имам фамилија, ама сама седам ради да не му додевам на децата. За тоа време од снего паднав, се слизнав, ми се исчаши рамото и коленото ми се повреди. И си останав, кој че си дојдеше син ми од работа, тогаш помагаше, али овие деца од Забајле, кој че дојдат, кој му е определеното време, кај 10-11 сатот, голема услуга ми направи, ми помага со тоа што се восхитував, заборавав дека ме боли раката, исто и коленото. А не можев да си клам дрва во шпорето, поќапат. И нема па дрвата, не можев да отцепам, син ми отцепуваше, ама ќе се потроша. На многу пати Марко зел секирата, мене тоа ме болела душава. Отцепил суви, потанки, па и од другите, башка што ќе клекни да го палат пампурот, односно шпорето, ама и ќе внеси дома, ќе ги нареди, бабо, ти не се кирај се, немој да те настинуваш. Ами јас велам, ако настинам, кој ќе треба да одам, па да падна, онака сум малце и о шала си зборувам. Добро, почна се затна оджакот, борите односно. Децава рекоја, бабо, да истресиме борине, ќе тргим. А тоа беше Александра и Марко. Ами како бре деца, велам, вие ќе се извалкате. Иако сум јас многу чувствителна и не се предавам, сакам чисто и во душата и на нив. И сфатиле и сметнале борите пред уште да се запалат. Излегле надвор, нашле нешто, ги изгребале внатре, ги сториле. Еве и се ида пак ги намести, а тоа беше истиот случај, 2 пати се рели. И па фати топлото после. Па се пали огно, ама помалце сега е топло. Важно 2 пати ми ги тресеја борите. Би било тешко мене многу, затоа што имам 2 ќерки
Тие се мажени во Скопје, не можат. И му реков на син ми, немој да му кажуваш на децата, лошо е зимово. Ние што ќе правиме, правиме, али задоволна сум од овие деца. Можда и другите си се и исто услужливи, ама овие се погодија кај мене многу добри. Пердината на 2 пати ги извадоја, ги испраја, дури да после да работава друга да ја сработат, тие се поисчадија и ги намести едниот пат. Другиот месец пак се исчадиле. Истото пак го сработија. Не можам да речам што, ништо, само ми е жал и дури чувство имам. И ми е грев, а и чувствував стран да ми работат. Не сум некој што мораше тоа да ги мачам децата. Тие сами гледаат. Не ги заповедував, ми беше жал, а и од прво како стран.